Добар ден, добре ни дојдовте во новото издание на емисијата Неделен микс. Секогаш сме посветени на културата, така ќе биде и во ова издание. На моје големо задоволство денеска ќе имаме можност да промовираме книга која што доживува свое 7 издание. Значи, неодамна се одржа промоцијата на 7-то издание на книгата Вдахновенија на професорот Атанас Конески. Зошто е посебна оваа книга, ќе зборуваме во продолжение, и зошто секој треба да има во својата библиотека? Затоа што оваа книга не се чита само еднаш, туку секогаш се препрочитува и секогаш треба да имаме до нас. Во неа се вткаени мисли за животот, за секојдневието, за луѓето, така што тоа ќе биде главната тема денеска. На моје големо задоволство професорот Атанас Конески е дел од неделниот микс. Добре ни дојдовте. Добре најдов, Марија. Ви честитам за вашето 7 издание на книгата Вдахновенија. Ви благодарам на честитките. Вие бевте и директен учесник на промоцијата и го модериравте целиот настан и го доживеавте така како што личи. Се надевам така и ќе го презентираме денеска во денешнава емисија. Апсолутно. И во моментов ви гледаме инсерти всушности од самата промоција, па се надам дека на гледачите и дел од атмосферата ќе пренесеме, но како настана книгата Вдахновение и како доживеа професоре 7 издание? Убаво прашање. Книгата Вдахновенија настана условно речено сосема спонтано, сосема мисловно. Читајќи многу книги и дружејќи се со многу луѓе, остварувајќи непосредни контакти со колеги, со помлади, со повозрасни, во разни места, во различни средини, овде во државава и ширум во светот. Тоа беше причина, повод, инспирација и мотивација да се создаде првата книга Вдахновенија пред 15 години и првата книга Вдахновенија беше промовирана токму во телевизијата 24 во 2009 година. И благодарам што еве и ова 7 издание дополнето на книгата се случува кај вас во вашава телевизија и после 15 години тоа практично прави заокружување. Ако првото издание што беше промовирано исто тука, имаше 150 страници. Ова издание има 400 страници. Ако првото издание имаше околу 1000 мудрости, ова издание има 2000 мудрости. Ако првото издание имаше само, да речеме, 2 рецензии од почитуваниот професор Венко Андоновски и почитуваниот професор Драги Михајловски, кој е покоен, и немаше никакви други посвети, оценки, мислења и рецензии. Ова издание има 40 рецензии, оценки, мислења и ставови од различни луѓе и има 20 посвети напишани на дела на книги кои ми биле подарувани или запишувани по различни поводи. Еве, овој спој што го направив Кусо, нека одговори како настанала и како ќе настанува оваа книга од едицијата, како што ја нарече промоторот на последново издание, почитуваниот професор, деканот на Филолошкиот факултет, професорот Владимир Мартиновски, ќе доживува и натаму издание и ќе доживува своји читатели. Тој впечаток го имам и при самото влегување сега тука. При самото влегување, еден од снимателите, мислам дека се вика Саше, буквално со насмевка ме дочека, а јас упатив поздрав до режијата, дека овде се чувствувам како почестен. 15 години, 15 изданија, најпрво биле промовирани во вашава куќа. Искрена благодарност до сите состави во изминативе години и со сопственикот на телевизијата 24. Ви благодарам за овој повод, овој поттик што ми го направивте. И благодарам и вам што секогаш ни овозможувате да читаме од вашите книги, во овој случај Вдахновенија.
И ни е големо задоволство да можеме да го промовираме и македонскиот јазик и литература и сето она што вие го правите сите изминати години и со КЕЦ Небрегово. Така што ни е нас големо задоволство, професор Атанас. Го спомнавме професорот Мартиновски, го поздравуваме и ета би сакала да прочитаме и дел од неговата рецензија тука во книгата, па вели вака: книгата Вдахновение од Атанас Конески, полезна и ретка книга меѓу оние најретките о жанровски аспект во македонската книжевна средина. Ќе прочитаме уште нешто од рецензијата на професорот Мартиновски. Вели вака: вдахновението, впрочем, е клучниот идеал и клучната цел на секој текст одделно, но и на сите заедно. Не е случајно што овој загадочен збор во насловот е напишан во множина, вдахновенија. Не е доволно само еднаш да си вдахновен, како да ни порачува авторот, ами треба да се живее и за вдахновенијата, бидејќи вдахновението ја допира душата. Тоа е повеќе од чувство, тоа е состојба на умот, тоа е патоказ и показ на нашата умешност. И следствено на тоа би прочитала уште нешто, па можеме и да прокоментираме всушност за рецензијата на професорот Мартиновски. Ако читателот не ја чувствува книгата, тогаш таа оди во заборав. Вдахновенија, напротив, е книга што се памети. Топло ви ја препорачуваме да проверите и самите да се уверите. Шармот со кој се соопштени и вообличени малите и големи мудрости во оваа книга, меѓу другото, придонесува таа радост да се отвора одново и одново. Затоа, не е тешко да се предвиди дека вдахновенија од Атанас Конески ќе доживува следни и проширени изданија, а и многу нови читатели. Професор доктор Владимир Мартиновски. Преубав избор, Марија, сте направиле од рецензијата или од предговорот што го напиша и го промовираше професорот Мартиновски на промоцијата. И професорот Венко Андоновски во една пригода вели: предговорот е громобран, а поговорот е заземјување. Вие, Марија, направивте прочем и споивте и громобран и заземјување. А впрочем тоа го потврдивте и со делови од оваа рецензија кога велите: само вдахновените луѓе можат да ги вдахновуваат другите. Тоа чувство на вдахновение јас го видов или го доживеав овде во вашава куќа сега и во овој миг, особено при презентацијата на овие делови од рецензијата на професорот Мартиновски. И знаете уште нешто. Вдахновенија е буквално книга која нема епска, нема драмска, нема поетска содржина, има мисловна содржина. И таа, буквално како што вели Мартиновски, треба да се чува секогаш при рака, особено во денешни услови, кога владее брзина на живење, на однесување, кога владее таков однос и во меѓусебната комуникација, и во општествената, и во службената. Оваа книга дава смиреност, дава мудрост, дава вдахновување. Ете, тоа е причината зошто така се доживува и ја доживеал професорот Мартиновски оваа книга, зашто посебно му благодарам. А професоре, кога сме кај мудростите, вие и за мудроста имате напишано токму во оваа книга, која што е навистина мудра, па еве би издвоила дел да прочитаме на нашите гледачи и што вие велите за мудроста. Мудро е да се зачува мирот во душата и во однесувањето пред завидливоста и злобата. Мудрост е во мака да се оживее животот. Мудрост е да се извлече максимумот од сегашниот миг. Мудроста дава урамнотеженост и спокој. Мудроста е во одлучноста, а не во колебливоста. Мудроста е ослободување од непотребното. Мудроста е филтер на нашите мисли и постапки. Мудроста ја држи и куќата и работата. Мудроста суштински се разликува од интелектот. Мудростите ве водат до прагот на вашиот дух. Мудростите имаат почеток, но немаат крај. Мудростите се обновливи, мотивирачки пораки за нашето живење.
Мудростите се патокази во животот. Колку убав избор. Сега само овој дел од книгата, која практично е и така наречена азбука на мудрости, и е така концепирана да почнува со почетната буква од мудроста, од мислата, од она што е содржано во неа. И затоа и така се нарекува азбучник на мудрости, азбука на мудроста. Еве, овие неколку мудрости што ги прочитавте, да ги примениме денеска, во семејството, во животот, овде, во телевизијата, на работа, во контакт со луѓето, во општествените активности, е препорачливо, е добро, затоа што прави смирување, прави одмереност, како што велите тука, прави урамнотеженост. Оти никакви екстремности не даваат резултати. Ви благодарам на изборот. Ви благодарам што толку мудри мисли имате напишано, да можеме сите да учиме токму од вас, од вашите мисли, кои што секојдневно, како што спомнавме, треба и одново да ги препрочитуваме. Професоре, спомнавте колку се важни релациите, односите со колегите, пријателите, во семејството, па вие во вашата книга токму и за тоа имате напишано мудрости, па еве дел може да прочитаме, па ќе коментираме. Пријателите се како звездите. Не ги гледаш често, но тие се секогаш тука. Пријатели се оние прекрасни луѓе кои знаат се за вас, а сепак ве сакаат. Пријатели се оние што остануваат кога ќе те напуштат другите. Пријателите ги создава довербата, а недовербата ги проверува. Пријателите кои ќе ги имате кога ќе сте на висока функција се двојно посомнителни. Пријателите можете да ги купите со различни валути. Пријателот во нужда се познава, а не на свадба. Пријателот е како матичен лекар. Не зближувај се со него ако не му веруваш. Пријателот е поле кое го засејувате со љубов, ако жнеете со благодарност. Преубав избор сте направиле. Ете, тоа е поводот што јас во оваа куќа, во телевизија 24, се чувствувам како пријател. Ги чувствувам луѓето овде како пријатели. Иако не ги гледам луѓето од режија, јас ги чувствувам дека навистина имаат пријателски однос кон книгата, кон човекот, кон гостинот. А тоа е многу значајно. Тоа можете да го почувствувате и дома кога ќе ви дојдат гостите. Ќе забележат и гостите, ама и домајчинот, дали е добро, дали е добре дојден или не е добре дојден. Тоа го издава вомјазот на лицето. Вомјазот на лицето го издава. Тоа чувство го имав при самиот влез. И затоа и така се чувствувам овде, како пријател на оваа куќа. И добро што се определивте токму да ги прочитате овие под буквата П за пријателите. Но има и пријатели кои се како сенки, само се појавуваат кога има сонце. Внимавајте на тие пријатели. Така е, токму вие и тоа го спомнувате во мудрите мисли. А исто така ја имаме тука и буквата Х. И буквата Х крие многу интересни мисли, па еве може да ги прочитаме. Харизмата е дарба, звезда, вдахновение, неодоливо привлекување, доверба, мог за комуникација, милозливост. Храбар човек прави мнозинство. Храброст е да действуваш кога си исплашен. Храброст е да си ветиш дека никогаш нема да се откажеш. Храброста го обесхрабрува другиот. Храброста е контрола на стравот. Храброста е сестра на амбицијата. Марија, вие сте пример за првата мисла што ја прочитавте за харизмата. Вие зрачите со харизматичност и со вашата појава, и со вашиот стас, и со вашиот глас, и со вомјазот на лицето, и со насмевката. Пуштете нека е природна насмевката, да не биде мистериозна, да не биде мистична. Ете, тоа е харизмата. Вие со вашиот пример тоа го покажувате. И токму само харизматичните луѓе го прават друштвото, го прават другарувањето да биде величенствено, пријатно и вдахновено. Ви благодарам многу за овие прекрасни зборови кои што многу ми значат.
и се надевам дека ќе може да допрати до гледачите и оваа книга да се има секој, за да можеме секогаш да се почитуваме едни со други, да учиме едни со други. Буквално мало ковчеđe мудросно е ова, како што вели професорот Венко Андоновски, но за тоа малку подоцна. Спомнавме дека е важно да се остане човек, да се биде човек, па еве да видиме што се човекот може. Чувај се да не те сретне опачен човек. Чувај се од видливи и невидливи искушенија. Чувај се од голема ука, а плиток памет. Чувај се од готован и од гребатор. Чувај се од зависта на пријателот и омразата на непријателот. Чувај се од запурничав човек. Ете, Марија, спротивно на харизматичноста. Значи, авторот на оваа книга, или поточно, овие мисли што се ставени тука го говорат тоа. Значи, не има секакви, не има секаде и не има со секого. Но наше е како да го зачуваме мирот и спокојството и како да се одбраниме од такви луѓе како што вие ги прочитавте во овие мудрости. Ете, убав е изборот и добро да се има на ум, затоа што во поинаку такви типови на луѓе современиот свет ги нарекува ја одземаат силата, или тие, како што ги нарекуваат психолозите, психијатрите, то се енергетски вампири. Но, затоа велиме тука како да го сочуваме мирот и спокојството. Ви благодарам на изборот. Професоре, вашата книга, како што спомнавме, една од ретките која има 40 рецензии, кои што исто така мислење, има и ставови од многу еминентни професори, автори и така натаму. Еве, имаме можност да прочитаме извадоци од многу од нив, но исто така би сакала да прочитаме што за вас и за вашата книга, за вашето издание има напишано и професорот на Филолошкиот факултет Блаже Конески, Живко Цветковски. Кој е сега во пензија. Така. Уште од дамнешните заеднички студентски денови со колегата Атанас Конески знаев дека тој ќе биде достоен носител на денес непознатото презиме во македонската национална култура. Потврда за моето некогашно мислење е и оваа негова прекрасна книга, со која тој ни се представува како извонреден наблюдувач на бесконечните тајни на човековото битисување, презентирани низ мощне внимателно селектирани мудрости кои не оставаат рамнодушни, бидејќи вистината ни ја кажуваат директно в лице, без многу зборови и без заобиколување. Сигурен сум дека колегата Конески ќе продолжи со својата благородна мисија и дека ќе ни израдува со уште некое ново, проширено издание на мудросното ковчеđe. Кога го напишал Марија ова, професорот Живко Цветковски? Октомври 2012 година. Ете така. И денеска да го прашате професорот Живко Цветковски, кој е мој искрен и долгогодишен колега и пријател, не само што нема да го одрече, ќе го потврди и ќе го прошири. Тоа и лично го доживувам и му благодарам на таа искрена оценка што ја дал. Таков е и денеска. И затоа тоа дружење ни продолжува и ден денеска повеќе децении. Ете тоа го чини окружието на Атанас Конески. И такво окружие може да прави рамнотежа, да прави спонтаност, да прави дружелюбивост. Му благодарам и на професорот Живко Цветковски. Имам впечаток дека навистина одлично ве познава професорот вас, а и вашата книга. Неверојатно, убеден сум не само за него, и сите овие 40 рецензенти што направиле оценки и мислења, мора прво добро да ја познаваат книгата и мора да го познаваат преку книгата и авторот. Затоа што само тие луѓе може да бидат искрени, објективни и целосно, што би рекле медицинариве, како да покажале, како да бе наблюдувале на магнетна резонанца, во наводници. Така е. Вие додека пишувавте книгата, навистина се гледа дека овие мисли само извирале од вас. Така е. Не само што извирале,
тие доаѓале. Професор Венко Андоновски вели дека тој книгата ја составува од непосредни контакти, од многу книги прочитани, многу дружења. И тој вели, да, и тој тие мудри мисли ги запишува и на автобуска станица, и во ресторан, во дружење, и попатно, на гости, кога е некаде. Во сите контакти, големината е во тоа да се изнајде, како и од добра книга, да се изнајде една добра мисла. Така велат и рецензентите. Вредна е онаа книга од која можеш да издвоиш барем една мудра мисла што ќе остане трајно впечатлива. И читателите се многу важни, нели? Па во тој однос и професорот Димитар Пандев, кој исто така го поздравуваме, има напишано зборови за вашата книга и за читателите. Окружието пак на авторот Конески му се читателите. Види му ги читателите, ќе го спознаеш авторот. Атанас Конески ги живее своите вдахновенија во друштво на своите другари, читатели, како што професорот Блаже Конески ги живееше своите анегдоти. Ете, таков е професорот Димитар Пандев, такво е неговото семејство, и неговата сопруга, и неговата ќерка. И тој континуитет дава навистина впечаток дека напишаното не може да се одрече. Затоа и насловот на таа рубрика вели рекоа и не одрекоа. Ова кога го ајде да не бараме кога го напишал професорот, сигурно било многу одамна. И интересно е како сите предвиделе дека ќе има уште многу изданија книгата и навистина е така. Ете, например, конкретно професорот Цветковски уште во 2012-та напишал дека предвидува дека ќе има многу изданија оваа книга и еве, сведочиме дека е навистина така. Тоа и пред него го направиле и професорот Венко Андоновски и професорот Драги Михајловски пред 15 години. Еве, ова само е уште една потврда дека едицијата Вдахновенија живее и доживува 7 изданија. Вие, професор, исто така имате одлична соработка и пријателство и со професорката Весна Мојсова Чепишевска, со која исто така и ми бевте гости тука. Имате многу активности поврзани со Кецне Брегово, таа исто така е добитник на наградата Зборот на Конески, па исто така и професорката има напишано рецензија за вашата книга. Вдахновенија се и автопортрет на Атанас Конески. Затоа ќе посочам само неколку кои можат да бидат опис за тоа што е, каков е Атанас Конески. Таква е мудроста, биди како планинско езеро, длабоко, бистро и мирно. Е девизата што го карактеризира. Мудроста, зборовите се како лек, но и како динамит. Се потврдува преку она што го говори Атанас Конески, а мислите, ако премногу го исцедиме портокалот, тој станува горчлив. Дружи се со оние кои ќе те направат подобар. Не е богат тој што има многу, туку тој што дава многу. Фотографијата не бара ништо, само спомен и сеќавање. Се негово животно мото. Мудроста, човекот е подсврст од каменот, а е послаб од чашата. Е филозофија на неговото живење и обстојување, на неговото посветено и неуморно работење. Одлично ве окарактеризирала. Професорката Весна Мојсова Чепишевска и на сите овие фотографии, јас вам ви благодарам и на режијата што направила избор на фотографии, гледате дека а и сите на овие фотографии се благо насмеани, условно речено. Меѓутоа, професорката Весна Мојсова Чепишевска има исклучителна блажеконеска насмевка. Таа е прав пример за харизматичност. Неа и таа никому не може да му се налути. И да сакате да ја одбегнете, да се налутите, да ја забележите, не можете, оти таа ќе ве разоружа со незината блажеконеска насмевка. Тоа го покажува овде и на овие фотографии, забележувам дека и сите што сте ги направиле изборот на фотографиве доминираат со насмевка, со ведрина, а човек може така да реагира ако е вдахновен од настанот. Вие, Марија, бевте
бевте привилегирана да присуствувате на настан кој зрачеше со непосредност, со вдахновеност, со една блага насмевка, со харизматичност. Зрачеше од сите и јас навистина ви благодарам и на вашава телевизија, особено на режијата, што редовно ги прикажа овие фотографии. Забележувате на фотографиве нема ни еден намуртен, ни еден налутен, нема како што велите таму намчорес човек да си гледа во врсците од чевлите. Не, сите секого го гледа во лицето. И затоа големиот Блаже Конески велеше: видете му го во мјазот на човекот, ќе знаете со кого имате работа. И ту имаше 5 елементи како треба да се разпознаваат луѓето. Овде сега нема да ги презентирам, но во некоја друга пригода сум ги кажал и ќе ги кажам. Тоа се кај мене всадени се, затоа што јас од професор Блаже Конески сум добил струка, ама што е поважно, сум добил ука, 3 пати ова го повторам. Тоа е најголемото. Дали вие ќе ја научите азбуката или таблицата делење или множење и така натаму, тоа ќе го практикувате, ќе го користите. Ама уката е таа што ќе ве води во животот. Уката е таа што вашите деца ги одгледувате и гледате во што сте инвестирале. Уката е таа што вработениот ќе ужива во вашава телевизија. Уката е таа кога вие релаксирано доаѓате во фирмата, доаѓате на гости, а не доаѓате како да ви се враќаат носете назад. Јас тоа чувство секогаш го понесувам во оваа телевизија и секогаш во сите изминати години, како што рековте, и за вдахновение, но и за сите изданија на културниот и едукативен центар Небрегово, а тие се 18 на број. Ниједна издавачка куќа нема толку изданија. Ви благодарам што ме поттикнувате и што ме мотивирате, а на режијата што ги врти овие фотографии, за да не испадне дека јас едно говорам, а на фотографиве друго се гледа. Еве и тука ја гледате Весна професорката и сите околу неа, и професорката Марија и сите други колку се вдахновени од самиот настан. А вие уживавте, се надевам во тоа. Така беше, апсолутно. Исто ова што го кажавте вие, толку позитивна енергија, но таа енергија вие ја потикнавте. Вие сите така не потикнавте да бидеме и ние вдахновени. Вие како автор, ваша беше промоцијата, ваша е книгата и од вас се произлегува. Еве во ова интервју ви благодарам за преубавите зборови и комплименти, многу ми значат, меѓутоа вие сте оној кој што таа енергија ни ја донесовте тука и во телевизија и колегите исто тоа го приметија, така што се надевам дека ќе ви се множат уште многу изданија. Ама Марија, јас тоа го почувствував овде. И кога, иако не се гледаме со режија, јас по гласот почувствував дека сум веројатно или убеден сум дека сум добар дојден. Јас кога влегував во студиото, вашиот колега Саше со насмевка ме пречека. Тој можеше и поинаку. И мене наместо да ми се влегува тука, нозеве ќе ми се враќа. Тоа е таа харизматичност. Затоа вдахновение доживува толку издание и затоа има толку читатели како што пишуваат рецензентите. Ви благодарам, Марија. Професоре, на вашата промоција беше присутен и професорот Цане Мојановски, моментално гледам инсертите со неговата сопруга. Со неговата сопруга. И гледате како се насмеани. Така, да. И всушност имаме и од него нешто да прочитаме. Еве го и професорот Максим Карамфиловски, еве го и доаенот во глумиштото Чоревски со неговата сопруга. Забележувате дека сите се насмеани. Веројатно не ги терал некој да се насмеат или не ги скокот кал ајде насмејте се. Тоа само извира од душата. Тоа е препознавањето дека оваа книга, како што вели Мартиновски, има мистериозен наслов Вдахновенија. Така е. И еве го одговорот зошто и професорот Цане беше присутен преку ова што ќе го прочитаме, односно што го има тој напишано за книгата. Впрочем, пред нас е најновата духовна наслада, именувана со вдахновенија од Атанас Конески, која нуди нова духовна вселена и обединува нов духовен космос во кој духовните изблици соопштени во мудри мисли, а особено преку посветата на книгата како литературен жан ја отвара вратата на истражувачите, на слободната мисла, на творечкиот немир и гений,
на бројните духовни изблици и наслави што ќе се пројават и од под кориците на заборавените книги. Ете така. Тоа е, впрочем, и препораката во предговорот на професор Мартиновски. Тој предлага ова книга да стане книга. Јас не знам како ќе стане и каква е таа книга. Меѓутоа, професорот и таму беше прозван, нека се обиде тоа што го предлага и да го реализираме. Му благодарам и на таа идеја. Професоре, која беше инспирацијата, мотивацијата да пишувате токму книга од овој тип и оваа книга да доживее 7 изданија? Основната инспирација ми се луѓето. Основната инспирација. Во сите средини, во сите моменти и во различни состојби. Тоа е основната мотивација. Основната мотивација ми беше дома, семејството, мојот дедо и баба. Тие никогаш не беа намуртени, налутени и кога беа налутени, тие секогаш тоа го правеа со еден благ премин. Таа мотивација ја доживував понатаму со мојата сопруга, која има библиска смиреност. Вие имавте можно да ја видите и тука се гледа на фотографиве, исклучителна искреност и мост на комуникации со сите луѓе секаде и во сите средини. Само таа незина толерантност овозможила да се раѓаат толку книги, односно да доживеат 7 изданија или да се направат 2000 мудрости да се напишат. Тоа го продолжиле и моите ќерки, и Маја, и Мимоза. Тие се и сега, и таму, еве, во овој момент ги гледам на фотографиите, да, и тие се насмејани. Тие дури имаат напишено заедно со моите внуци, Ива и Никола, имаат напишено песна посебна за нивните родители, односно за нивните дедо и баба. Ете, тоа е мотивација. Но таа мотивација, таа инспирација се шири во концентрични кругови. Тоа чувство јас го видов, го почувствував и уште пред 15 години, кога телевизија 24 беше кај Рударскиот институт. Тоа чувство го доживувам и денеска. Таа мотивација ја чувствувам во луѓето, во контактите, во продавница, во службени контакти и така натаму, на промоции. Тоа е изворот како се полни вдахновение. И одовде јас веројатно за следните изданија ќе имам некоја мудрост што ја почувствував или што ќе ја добијам. Јас навистина ви благодарам на односот што го имате кон книгава, кон авторот и кон Кецне Брегово. Професоре, секако ја спомнавме и првата рецензија низ разговорот, а првата рецензија пред 15 години е од професор доктор Венко Андоновски и не случајно уредничката на ова издание од издавачката Куќа култура Гордана Војнеска одбрала токму рецензијата на професор доктор Венко Андоновски да биде на задната страна од корицата, па еве како финиш еден би можеле да ја прочитаме. Мудросното ковчеđe на Атанас Конески. Мудар е, остроумен и великодушен човекот Атанас Конески, кој ни го подарува ова свое ковчеđe во кое ги положил најважните нешта на еден животен патник, си ги чува како вредни спомени и сознанија. Тоа е сув печат ставен на книгата. Јас си благодарам на Гордана Војнеска и таа сите 7 книги се изданија на издавачката Куќа култура, која ова година слави 80 години. Но најзаслужна за оваа книга, особено за кориците на сите овие книги, е почитуваната Гордана Војнеска како уредник во таа книга. И таа дури на промоцијата рековме дека толку има направено корици за вдахновенија, за да може да направи и изложба на корици. И незе, навистина и благодарам незе и на издавачката Куќа која ова година слави 80 години. Ама на ова корица
на последнава корица, тука ја има 80 бројката. Веројатно таа бројка, покрај тоа што символизира 80 години издавачка куќа, веројатно има и некоја друга асоциација, бидејќи се совпаѓа со фотографијата на авторот. За ова во друга можност. И продолжувам. Ве замолувам, Марија, дека, како што рековте вие, дека вдахновение се чита и се пишува и по низината промоција на 18-ти овој месец. Дека е така, еве уште една потврда, Марија. Јас ве замолувам, само еден момент, еве, последно овде ја имаме најновата рецензија што ја напишал еден од читателите што ја исчитал книгата по незината промоција, тој е авторот Константин Дораковски. Тој е човек со богато животно и работно искуство и со дипломатско искуство. И тој, како јас, веруваме само на пишаниот збор и на хартиената фотографија. Ве молам, ова е напишано по промоцијата, то значи овие денови. Јас ве замолувам само да прочитате 4 мисли кои ги коментира тој во За вдахновение. Тука се штикрирани. И полошата жетва треба да се сее. Така е, мој духовен другар. Нема запирање, треба да се сее, треба да се жнее, па и колку и да има. Луд човек пријател не држи. Па и јас се нурна во вдахновенијата со смирена мисла што ми носи пријател. Разговорот е лек за душата, па ете, си муабетам со авторот преку неговата духовност. Треба да дадеш пред да се обидеш да земеш. Вдахновенија ми даде, па ја одземам од неа благоста и едноставноста како основна мерка на човековиот живот. Тој напишал неколку страници рецензија по промоцијата и го потврдил она што го велат, што го пишуваат сите рецензенти, дека оваа книга ќе доживува нови читатели, нови рецензенти, нови ставови и мислења за книгата. Таа ќе живее, а вредна е само она книга која доживува нови читатели и нови вредности. Дека е тоа така, вие го потврдувате и со вашава емисија. Но уште нешто, на промоцијата беше присутна и представничката од Универзитетот Скопје, Универзитетот за туризам и менеджмент, почитуваната Билјана Тендафилова. Овде ја имаме на фотографија, жалам што ја нема тука. Таа во најновото списание на Универзитетот Скопје користи, бидејќи ги има и претходните книги вдахновенија, користи буквално мудрости во незиниот уводник во списанието. Така што насловот на незиниот уводник гласи, јас ќе се обидам да не го предаваме списанието. Не чекајте од другите, сами тргнете кон целта. Фантастично. Зошто е фантастично, Силно Марија? Силно кажано, многу силен поттик за сите. Ако вие чекавте од другите да направи ваква емисија како што ја имате, и подсетете ме, како е насловот на вашава емисија што оди во петок и во сабота? Неделен микс. Така. Неделен, да, дека еднаш неделно. А зошто микс, Марија? Затоа што правиме микс од културни настани, сето на манифестации, сето на што се случува. Културни настани и личности, Марија. Тоа е вашето окружие. Вашето обкружување нека биде и натаму покрај вдахновенија, такви луѓе и пријатели, такви соработници кои ќе ве вдахновуваат. Ви благодарам, Марија. Ви благодарам и вам што еве јас и сите колеги, а верувам и гледачите, се чувствуваме вдахновено после ова наше интервју. Ви посакувам, професоре, уште многу изданија на вдахновенија, уште многу активности со Кецне Брегово
И ете, би сакала да прокоментирам и фотографијата веќе на крај. Да, и благодарам на режија, нека ја вратат. Да, ако може да ни ја пуштат колегите од режија токму фотографијата ова фотографија. Коментирајте ја вие, Марија. Да, Никола и Ива на професорот Конески му подарија слика, карикатура токму на самата промоција. Ова беше многу убав гест од вашите внуци. И за мене изненадување заради тоа што не сака да знам каква ќе биде карикатурата и како ќе изгледам. Но тоа се покажа за веродостојно. На режијата и благодарам и нека се покаже и тимот кој инспирира да се раѓаат нови вдахновенија, тоа се моите внуци Ива и Никола, и овој куп книги и вдахновенија што ги прикажуваме таму, а и атмосферата кај што беше промоцијата, тоа беше една ликовна изложба која се вклопи или дишеше заедно со книгата вдахновенија. Ви благодарам што непосредно и вие тоа го доживувавте, а на режијата посебно и благодарам што со ова стави уште еден печат на вашава и на нашава емисија. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и јас. Почитувани гледачи, еве што предлог што можете да прочитате викендов, книгата Вдахновенија, поводот за гостувањето на професорот Атанас Конески е всушност 7-то издание на оваа книга и на вистина е ковчеже со мудрости која секогаш треба да имаме до нас. Без разлика дали во канцеларија, дали во домот, секогаш мудри мисли убаво да прочитаме и да ги примениме во секојдневниот живот. Ние одиме може да се купи само. Повелете? Не, вие ќе кажете може да се купи само во издавачката куќа Култура. Така, ете, сега знаете и каде, така што одличен предлог што да прочитате и овој викенд. Уште еднаш голем поздрав до вас и ви благодарам, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, останете заедно со нас, за кратко се враќаме.